Милионски тендери и исклучен договор за привремени работници во јуни. Дали навистина комунална хигиена нема пари и ресурси за да ги чисти контейнерите од ѓубре во Скопје? Милиони евра се потрошени на разни тендери, а резултатот е нула. Контейнерите се преполни, а Скопје се гуши во смет. Откако градоначалничката на Скопје се правдаше дека само 3 камиони со голем габарит се на располагање за собирање смет, се поставува прашањето што е со остатокот, дали се во дефект и дали можат возилата да се оспособат за градот повторно да биде чист. Јавните набавки во комунална хигиена се фрапантни. За една година за набавка на пластични контейнери се потрошени 820.000 евра. 300.000 евра се дадени на резервни делови, уште 400.000 за сервисирање на камиони, за масла 380.000, а за гуми 470.000 евра. За хонорарни вработувања, односно сезонски работници за чистење, се користат услуги од агенции за привремени вработувања. Последниот ваков едногодишен договор директорот Гоце Трајковски го склучил на средината на јуни во износ од 172.000 евра. На јавниот повик се јавиле 7 компании, но договорот паднал во рацете на Декра. Предходниот ваков договор на иста сума со истата фирма бил склучен лани во јули. Градоначалничката Арсовска се жалеше дека недостасуваат токму 120 сезонски работници, додека дел од градските советници велат дека овие луѓе ќе бидат задолжени за чистење на улиците, а не на контейнерите. Од другите тендери 70.000 евра на пример се платени за тркала за контейнери, 67.000 за мазива и антифриз, исто толку за некои интелектуални услуги. Само за тонери ќе се дадат 57.000 евра. Во последниот ден од мај бил склучен и договор за одржување и сервисирање на возила за собирање и транспортирање на комунален отпад со страничен утовар од садови за отпад од 2200 и 3200 литри во вредност од 115.000 евра. Над 38.000 евра биле наменети за сервисирање на Bosch пумпи. За резервни делови и нови четки за комунални возила метлачки се одвојуваат 192.000 евра, а за нивно сервисирање 288.000 евра ќе поделат две компании. Соодветни тендери има за разни видови на возила за собирање отпад, за резервни делови, сервисирање, хидраулика и слично. И додека јавното претпријатие склучува тендер по тендер, граѓаните од сето ова не гледаат ништо. Се уште чекаат контейнерите редовно да се празнат, да видат чисти улици и паркови и слободно и безбедно да се движат низ својот град.